Добар ден! Јас сум наставничка Билјана Јовчева. Денес со вас ќе работиме математика. За прво одделение. Ќе зборуваме за местоположба пред, зад, до, под, на. Исходи. Што ти ученику денеска ќе научиш од оваа наставна содржина? Ученикот користи едноставен, секојдневен јазик за искажување местоположба на предметите. Ја воочува местоположбата на предметите во однос на конкретен предмет. Правилно ги употребува зборовите пред, зад, до, под, на. Поставува предмет на соодветно место во однос на друг по дадени насоки. Ученику, ти ќе научиш точно да именуваш каде се наоѓаат предметите, дали се пред, зад, до, под или на. Како роденденски подарок од своите родители, Аника доби едно малечко шарено маченце. Многу беше среќна, задоволна, благодарна на родителите за овој подарок. Аника секојдневно играше со своето маче. Имаа многу игри, но омилени им беа игрите со топка. Со сината топка, со црвената топка и со виолетовата топка. Многу убаво се забавуваа и беа среќни. Но Аника одлучи дека треба мачето и нешто да знае, нешто да научи. Аника почна да го учи мачето за взаимната местоположба на топката и кутијата. Сакаше да ги почитува насоките кои му ги дава. Првата взаемна местоположба што сакаше да ја знае мачето беше пред. Топката ја гледаме во целост. Кутијата не ја гледаме, затоа што топката е пред кутијата. Топката се наоѓа пред кутијата. Значи, топката ја гледаме, но кутијата е малку зацкриена. Да кажеме, топката се наоѓа пред кутијата. Кога топката не се гледа целосно, кога е зацкриена, кога кутијата е напред, тогаш велиме дека топката се наоѓа зад кутијата. Тогаш топката се гледа делумно, малку, бидејќи е зацкриена од кутијата. Ајде да кажеме заедно. Топката е зад кутијата. Одлично. Кога топката стои покрај кутијата, тоа е взаемна местоположба до. И топката и кутијата ги гледаме во целост. И велиме, топката се наоѓа до кутијата. Еве прикажано уште еднаш. И топката и кутијата ги гледаме во целост. И да кажеме, топката се наоѓа до кутијата. Одлично. Топката и кутијата одново ги гледаме во целост. Топката се наоѓа, а над неа имаме една кутија. Топката тогаш велиме дека е под кутијата. Ова е взаемна местоположба под. Да кажеме заедно. Топката се наоѓа под кутијата. Така е.
Сега следната взаемна местоположба е на. Ги гледаме и топката, и кутијата во целост. Но топката е ставена одозгора. Топката се наоѓа на кутијата. Да кажеме сега уште еднаш заедно. Топката се наоѓа на кутијата. Така. Сигурно од ова нешто научи, нели? Јас сум сигурна дека знаеш многу сега. Затоа Аника сега те прашува, а ти одговори. Аника прашува, каде е мачето? Каде е мачето? Дали е мачето пред кутијата? Дали се наоѓа зад, под, на или до кутијата? Каде е мачето? Така е, мачето е пред кутијата. Каде е сега мачето? Дали се наоѓа пред, зад, под, на или до кутијата? Каде е мачето? Одлично, мачето се наоѓа зад кутијата. Каде е сега мачето? Дали се наоѓа пред масичката, зад масичката, под, на или до масичката? Така е, и овој одговор ти е точен. Мачето се наоѓа до масичката. Каде е сега мачето? Дали се наоѓа пред, зад, под, на или до масичката? Да, мачето се наоѓа под масичката. Каде е мачето? Дали е пред столчето, зад столчето, под, на или до столчето? Така е, мачето се наоѓа на столчето. После оваа заедничка вежба, еве една вежба за дома. Оваа задача може да ја работите со некој од родителите или кој ќе биде дома со вас да си поигра. Прво земи ја својата омилена играчка. Замоли ја мама да ти кажува каде да ја ставиш играчката. Пред, зад, под, на или до. А ти работи по насоките од мама. Потоа ти давај ги насоките на мама. А таа да ја става играчката онаму каде што ти ќе ја кажеш. Пријатна забава ви посакувам. Се надевам дека ви беше интересно и воедно дека многу научивте. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам уште многу успешно научени содржини. Довидување!